почитувани присутни, почитувани граѓани. Во овој момент постигнати се сите потребни услови за одржување на фер и демократски избори на 24 април 2016 година. Тоа му е јасно на секој човек во нашата држава. Како што му се јасни и причините зошто СДСМ не сака да оди на избори и бара разни изговори за тоа. Како што му се јасни секому причините зошто проценката на САД и ЕУ беа такви какви што беа. И како што секому му се јасни причините зошто ВМРО-ДПМН одлучи да прифати мало поместување на изборниот ден. Одлуката за изборниот ден беше во наши раце, но и одговорноста која ја носиме за државата и за народот во неа. По долги и детални анализи и консултации, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе одлука за поместување на изборниот ден од 24 април за 5 јуни, со цел не да го задоволиме СДСМ, бидејќи тие како и да ќе бегаат од избори и од соочување со народот, туку да не оставиме простор да бидеме погрешно разбрани од дел од нашите граѓани, но и злоупотребени од сите оние кои не и сакаат добро на Македонија и кои немаат еднаков интерес како нас Македонија да оди напред. Низ анализите и консултациите представниците на Европската Унија и САД не убедија во 4 работи. Прво, дека ова ќе е единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5 јуни повеќе нема да има разноразни преговори за организирањето на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистувањето на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за избори од страна на Европската Унија и САД, затоа што со поместувањето на датумот овие нешта се апсорбирани. Додатно на ова, добивме уште едно цврсто уверување од председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто за одлуката за избори на 5 јуни, со или без СДСМ. Државата не може да биде заложник на една политичка партија, во случајот СДСМ. Со ова поместување им даваме и последна шанса на СДСМ да излезат на изборите и да го погледат во очи народот, на кого му е наметнаа оваа политичка криза. Само со излегување на изборите се добива легитимитет и доверба од граѓаните и никако поинаку. На оние кои сметаат дека во изминатиот период ВМРО направи премногу компромиси, сакам да им порачам дека нашата компромисност, кој некои го нарекуваат преку умерено попуштање, се должи исклучиво во нашата верба во нашиот народ, во нашата држава и во силата која народот ни ја дава. Дневните силења и надмудрувања, кој денес испаднал послаб, а кој појак, ќе завршат на 5 јуни. Го слушнав пред малку Заев, како вели дека ништо веќе не зависи од Никола Груевски. Со тоа самиот призна дека се создадени сите услови за да се оди на 5 јуни на избори. Затоа, Заев, ајде, собери храброст и соочи се со народот, наместо да се обиколуваш со луѓе кои те аплодираат за се. И се пресрекни
што само за еден месец се пролонгирале изборите и големиот пораз кој ве чека. Ја слушнав пред малку и риториката на СДСМ во парламентот, со очаен обид да прикажат некаков триумфализам, кажувајќи дека ова било нов пораз на Никола Груевски. Јас ги им порачам. До 5 јуни можете да зборите и да глумите се, па дури и победници. На 5 јуни ќе се срамите од самите себе. На 5 јуни ќе видите кој е победникот и кој е поразениот. И сегашната вештачка насмевка нагло ќе ја загубите. Велам вештачка насмевка затоа што по објавената проценка на САД и ЕУ, колку и таа да беше политичка одлука без аргументи, СДСМ единствениот спас го чекаа во поинаква наша одлука од ова која вечера ја донесовме. Сега и тоа го загубија. А на 5 јуни ќе видат кој победува, а кој губи. Излегле или не на избори. Ќе видат што е референдумско гласање за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Како политичка гарнитура, која најенергично и најодговорно се бори за македонскиот народ и за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.